Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Прекинувањето на пушењето носи огромни придобивки за здравјето, велат лекарите. Манифестацијата етно вешта жена во Гостиварско Зубовце собра вредни и креативни припаднички на понежниот пол од цела Македонија. По 8 пати оваа година традиционално во Теарце се одржа манифестацијата Денови на Кирил Печиновиќ. Триесетипрви мај се одбележува како светски ден без тутун. Лекарите советуваат пушачите да ги остават цигарите за да не си наштетуваат на сопственото здравје, зошто цигарите се директна причина за низа тешки болести. Пушењето е директна причина за голем број на тешки болести. Поврзано е речиси со сите видови на канцер, а лицата кои пушат цигари се во голем процент повеќе изложени на добивањето канцер, кардиоваскуларни и други болести, за разлика од непушачите. Лекарите објаснуваат во која мера пушењето штетно влијае врз здравјето. Пушењето представува една од најголемите ризик причини за смрт и за заболувањата во медицината, и Светската здравствена организација објави дека половина скоро од пушачите умираат од некои болести што се директно поврзани од пушењето. Имате статистика дека 8 милиона луѓе во светски рамки ви умираат од болести поврзани со пушењето, од кои 70 со директни причини. Откога ќе запалите цигара во просторија каде што се наоѓате, уште најмалку 2,5 часа остануваат штетните материи во воздухот, иако ви е отворен прозор. Тоа ви е аглерод, моноксид, катрани, канцерогени, други материи, кои се состојат преку 4000 имате, од кои 250 докажано дека се штетни. Ракот на плуќето, на белите дробови, директно предизвикан во корелација со пушењето. Исто така, сите останати заболувања, како што се заболувања почнувајќи од целиот респираторен тракт, дигестивен тракт, гастроинтестинален тракт, исто така и има докази дека влијаат кај жените поврзани со матката и со дојката ракот, и обструктивните заболувања, астмата, емфиземот, директна корелација имате со статистики. Исто така би посочила дека кај жените што пушат најмалку 20 цигари и повеќе дневно, се јавуваат огромни шанси да постои неплодност и екстраутерини бременности. И оние кои се наоѓаат во затворена просторија каде што се пуши и се така наречени пасивни пушачи, исто така страдаат од последици. Придобивките од откажувањето од пушење цигари пак се огромни, велат лекарите. Имате насоки со кои, например, од час во час се менуваат некои параметри. Например, за вас е интересно, би кажало, најмалку 10 години треба за да стане ризикот за заболување на канцер, например на бели дробови, да стане скоро приближно како кај останатите непушачи. Инаку има статистики со кои од 15 години па нагоре ризикот од останатите карциноми исто така директно, значи влијае скоро на сите типови на карциноми, се намалува веројатноста дека тој пациент ќе добие. И би сакала за крај да кажем дека не постои безбедно пушење. Дали сте слушнали дека некој кажува дека знаете јас не пушам многу, 1, 2, 5 цигариња, значи такво безбедно пушење не постои. Ја загадува својата околина, околината на своите најмили, посебно во домовите, во затворените простори, да се размислува, значи на ниво на престанување на пушењето. Постојат многу мерки со кои светот се бори против пушењето. Лекарите велат дека сите лица кои размислуваат за откажување од пушењето може да се консултираат со својот матичен лекар, кој може да ги информира за различни техники и методи со кои ќе успеат да ги остават цигарите и да го подобрат своето здравје. Инаку 31 мај се одбележува како светски ден без тутун. За подобро ментално здравје, особено во време на пандемија, психолозите советуваат граѓаните да практикуваат здрав начин на исхрана, физичка активност, хоби, но и да побараат стручна помош ако им е потребна.
Пандемијата со COVID-19 донесе криза која го измени начинот на живење, наметна рестрикции и ограничувања, а со себе донесе неизвестност, стрес и страв. Ваквите реакции се нормални, вели психологот и гешталт психотерапевтот Бранка Марковиќ, но постојат начини како да се справиме со нив и како да го подобриме менталното здравје. Здрав начин на живот. Тоа подразбира, значи, движење, спорт, здрава исхрана со витамини, значи овошје, зеленчук, и тоа не свежи. Потоа здрави односи во комуникацијата со прво во семејството, па понатамо. И добро би било да се вклучиме сите, па и ја некогаш да се подсетам во некои работилници, обично има работилници, да се вклучат посебно младите и децата во работилници, па да научат, например, подобро да се запознаат себе си, да научат што е стрес и како да се справуваат со стрес. Сега ќе ни треба и работилници за надминување на трауми, затоа што веќе стресот помина во траума, да имаат подобра комуникација во околината, и сето тоа, значи, се едне препораки кои ќе влијаат позитивно врз нашето ментално здравје и врз нашиот квалитетен живот. Психологот Марковиќ во своето гостување во емисијата Нега и здравје истакнува свои согледувања како влијае пандемијата врз менталното здравје и дава повеќе совети и препораки. Премиерното издание е вечерва во 21 часот и репризно утре во 18 часот. Гинекологот Хатие Исмаили на денешната седница на Општинскиот совет беше прогласена за почесен граѓанин на Гостивар. На седницата беа усвоени и одлуки врзани со буџетот и доделување на финансиски средства за проекти. Гинекологот Хатие Исмаили, добитник на државна награда за најдобар лекар во Словенија, беше прогласена за почесен граѓанин на Гостивар. Одлуката едногласно ја донесе Општинскиот совет на денешната 35-та седница поред. Докторката Исмаили потекнува од Гостивар, а живее и гради кариера во Словенија. Неодамна беше во посета на родниот крај и од градоначалникот Арбен Таравари доби плакета. Изминатиот период остварив средба со доктор Хатие Беџети Исмаили во нашата општина и разговаравме за незината кариера и достигнувања во областа на медицината. Докторката заслужува да биде прогласена за почесен граѓанин, затоа што во својот ангажман го промовира Гостивар во држава каква што е Словенија, каде медицината е на многу напредно ниво. На седницата советниците го изгласаа извештајот за извршување на буџетот во првиот квартал од годинава. Како што појаснија од одделението за финансии, и покрај ковид кризата, општинската каса има добра реализација од 23,8%, што е 3% повеќе споредено со лани истиот период. Истовремено, буџетарите упатија апел до граѓаните и фирмите редовно да ги подмируваат даночните обврски кон општината. Советот усвои и неколку одлуки врзани со функционирањето на детските градинки, како измена на систематизацијата на работните места и давање согласност за прием на поголем број деца во групите. Исто така беше дадено зелено светло за финансиска поддршка на музичкиот фестивал Парк, како и за хуманитарен проект што опфаќа изградба на куќи за 5 семејства во гостиварско Чајле. Во гостиварското село Зубовце вчера се одржа манифестацијата Етно вешта жена за 2021 година. Со специјалитети подготвени по традиционални рецепти се представија жени од сите градови во земјава. Манифестацијата Етно вешта жена во гостиварско Зубовце собра вредни и креативни припаднички на понежниот пол од цела Македонија. Настанот се одржа во дворот на манастирот Света Марина над селото. Учесничките на штандови ги изложија своите специјалитети, подготвени по старински традиционални рецепти, кои се пренесуваат во семејствата со генерации. Добре дојдовте денеска на оваа манифестација Етно вешта жена. Голема благодарност до сите гости што се присутни денеска
Голема благодарност до сите вешти жени што дојдоа денеска да не поддржат на оваа манифестација. Мене како домаќин навистина ми е чест и благодарност и навистина сум пресречна што сум домаќин на една ваква манифестација. Значи, после 2 години пехарот што стоеше во Гостивар, дојде денеска денот што треба да го предадеме на некој град на кого ќе се падне паричката за наредна година. Мене искрено пехарот ми донесе многу среќни денови и покрај таа пандемија што не зафати. И би сакала, значи, на кого и да падне паричката, да ве следи голема среќа. Големината на човекот не се содржи во тоа колку имаш, него колку можеш љубов да дадеш на останатите. Ова свето место, манастирот, црквичето, заслужува посебно внимание после година и пол од епидемијата. Богатството не е во парите. Сега со пандемијата сите свативме. Богатството е само во пријателите. Најбогат човек е оној кој што има што повеќе пријатели. А вештите жени во Република Македонија се едно толкаво големо семејство кој никој не може да ги уништи, ни па некогаш ќе се случи меѓусебни расправи. Присутните имаа можност да ги вкусат и купат изложените јадења, а средствата собрани од продажбата на храната се наменети за манастирот во Зубовце. На манифестацијата беа доделени благодарници за соработници, поддржувачи и донатори, како и дипломи и награди за вештите жени. Представничките од здруженијата од градовите каде досега не се одржувал ваков настан кршеа погача, а паричката падна во представничката од Кочани, што значи дека овој град следниот пат ќе биде домакин на етно вешта жена. Поширока репортажа од настанот ќе емитуваме во четврток навечер во емисијата Приказни од Гостивар. Во Теарце вчера беше одржана манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ. Истата се организира традиционално по 8 пат, а на неа настапија членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ, како и ансамбли од Скопје. Манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ се одржа традиционално и оваа година во организација на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце. Истата беше реализирана во дворот на црквата Свети Димитри во Теарце, а започна со дефиле на учесниците. На манифестацијата настапија и играурците на културно-уметничкото друштво, а свое учество зедоа и гостите Вис Аманет, ансамблите Етнос и Ѓорѓе Петров, музичката група Ќустек и Дарко Гавровски Гавро. Манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ во Теарце се одржа и оваа година, но со некои мали измени во однос на минатите години поради ситуацијата со COVID-19. Се надевам дека публиката која што беше присутна и сите кои што го следеа преку медиумите нашиот настап со културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце во рамките на манифестацијата, мислам дека изработивме добар проект кој што ќе придонесе за афирмирање и зачување на изворната традиција од Теарце и пошироко за нашиот регион. Значи, нашето културно-уметничко друштво настапи со пејачката секција, а машката и женската пејачка секција од истоименото културно-уметничко друштво и повеќе учесници од други групи. Имавме 3 учесници од Скопје, ансамблот Етнос, музичката група Ќустек и уште една музичка група која што го придржуваше целиот настан, целата манифестација Денови на Кирил Пејчиновиќ. Тоа се групата Аманет. Па ова манифестација се одржува традиционално од 2013 година па се до ден денеска секоја година. Манифестацијата е организирана со поддршка на Министерството за култура, а истата се одвиваше согласно протоколите за заштита од COVID-19. Спроведени акцијски контроли на возачи, приведен 44 годишник кој што се заканувал со пиштол на жител од Мала Речица. Следуваат деталите од полицискиот билтен.
Изминатиот викенд полицијата спровела засилена акциска контрола на возачи, кои управувале возила со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани биле 114 возачи, од кои 59 на подрачјето на Тетово и 55 во Гостивар. 88 возачи возеле со брзина од над 50 км на час, а 16 за дури над 70 км на час над дозволената брзина. Покрај оваа акциска контрола била спроведена и контрола на возачите, кои што вршат неправилно и непрописно пристигнување, при што биле констатирани и санкционирани 27 прекршоци, 16 во Тетово и 11 во Гостивар. Паричните глоби за овие видови на прекршоци се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност, а исто така следува и заштитна мерка, забрана за управување со возило во време траење од 3 до 12 месеци. Засилените сообраќајни контроли ќе продолжат и во наредните денови. Од СВР Тетово апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, се со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 31 лице, 22 лица од Тетово и 9 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во периодот од полноќ на 30 мај до 4 часот на 31 мај на подрачјето на СВР Тетово не се регистрирани лица кои го прекршиле полицискиот час. Вчера околу 19 часот и 20 минути во полициската станица Тетово бил задржан 44 годишник од село Шемшево, затоа што околу 15 часот и 45 минути во угостителски објект во Тетово со пиштол му се заканел на 56 годишник од Мала Речица. Според пријавеното, тие се сретнале во угостителскиот објект, каде што 44 годишникот изјавил дека нема да го врати долгот, пошто со пиштол упатил закани кон 56 годишникот. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со Киси Менада, следува спортскиот преглед. Пријатно!